Сообраќајните убици најчесто добиваат благи казни и тие се стимулативни за сите престапници. Трагедијата со Фросина Кулакова го кулминираше граѓанскиот револт, а на тапет се најдоа судиката која низ прсти му гледала на низиниот убиец во претходен случај, но и постоечката законска регулатива. Тоа веќе е казнена политика. Казнена политика на судовите, која што секако трпи промени. Казната која што е предвидел законодавецот е најмалку 4 години, значи може да се оди до максимумот кој што законот го предвидел, тоа е 20 години. Така да не е баш блага казна, за кои казни судовите се определуваат. Тоа ни недостасува анализа официјална, да видиме дали вистина секогаш суди кон поблиски или поблаги казни. За председателот на Судскиот совет Александар Камповски, драконски казни не се решение на сообраќајното безредие. Ако мислиме дека само со драконски казни ова ќе го решиме, ова нема да се реши. Значи имаме подлабок, поголем проблем. Не е ова проблем само на благи казни, не е ова проблем само на постапување на судовите, ова е проблем на цело општество кој што го имаме. И треба сите ние кои што сме чинители во општеството да размислиме што може да направиме ова да не се повторува во. Освен судовите и судиката во конкретниот случај кој во јавноста трпат огромни критики, ВМРО, ДПМН и ЗНАМ под лупа ги оставаат и актуелниот закон за кој предлагаат измени. Ние како пратеници од владеачкото мнозинство поднесовме барање да се свика комисијата за политички систем, која што ќе утврди термин за организација на една ваква јавна расправа на која што експерти од областа, луѓе кои што се занимаваат со оваа проблематика, ќе продискутираат и ќе дадат насоки за учествување, односно за допрецизирање на законската регулатива која што ја имаме во моментот. Јавноста ја интересира дали судиката Даниела Алексовска-Михајловска ќе биде земена на одговорност. Да видиме кои се фактите на случајот и се ќе се оди во некоја се предвидена процедура. Значи може да очекуваме активирање на Судскиот совет во целава работа? Ние будно следиме, да, цело време. Што не значи дека ќе отвараме некоја постапка против судивката или пак дека нема да отвараме. Така не сакам сега да прejudicирам.